Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е подпишувањето на меморандум за заедничко решавање на тековните проблеми во дејноста пазари помеѓу групацијата на пазари при Стопанската комора на Македонија, која функционира во рамки на Сдруженијето за комуналните дејности при комората и комората на трговци на тезги и зелени пазари. Би сакале само накратко да ви информираме дека по неколку месечна заедничка активност групацијата на пазари при Стопанската комора на Македонија, во која членуваат организаторите на пазари во општините, склучија меморандум за соработка со Комората на трговци на тезги и зелени пазари во насока на усовршување на дејноста, модернизација, имплементација на европски стандарди и така натаму, а сето тоа согласно донесениот нов закон за трговија на зелените пазари. За таа цел, јас ќе му дадам збор на председателот на групацијата на пазари при Стопанската комора на Македонија, господин Звонко Стојчев, да ви се обрати накратко за оваа наша активност. Групацијата на организатори на пазари во рамки на Стопанската комора на Македонија, во која членува 30 зелени пазари во Република Македонија, вклучувајќи го и град Скопје, ја поздрави иницијативата од страна на Комората на трговците на тезги и зелени пазари за склучување на еден меморандум на заедничка соработка, се со цел на унапредување на работењето и решавањето на тековните проблеми во дејноста, поттикнување на имплементација на европските правила и стандарди, значи во работењето на пазарите, иницирање и остварување на соработка по прашање на заеднички интерес, а имајќи ги предвид интересите на двете страни, групацијата на пазари во рамки на Сдруженијето на комунална дејност при Стопанската комора на Македонија и Комората на трговци на Македонија на тезги и зелени пазари склучи еден меморандум за соработка кој што има за цел да воспостави и да развие деловна соработка во рамки на дејноста, да иницира заеднички активности и да се пренесува и разменува знаење и искуства од двете страни. Согласно со законот за трговијата на за вршење на дејноста трговија на зелените пазари, кој што е донесен во јануари оваа година, во 10 поголеми градови во Македонија се пројави интерес кај трговците на зелените пазари да формираат едно ново тело, а тоа е Комората на трговци на Македонија на тезги и зелени пазари, се со цел нормално најпрвен да ги застапува нивните интереси, тоест интересите на трговците на зелените пазари, а и да води регистер за нив комората и да ги представува пред сите нивни барања и предлози, да ги представува пред државните и општинските органи. Така да се формира ова нова комора на трговци на Македонија на зелените пазари. Благодарение на активностите што ги правиме во континуитет преку групацијата на пазари со надлежните инспекцијски служби, дали се тоа пазарниот инспекторат, комуналниот инспекторат, Министерството за внатрешни работи, локалните самоуправи во градовите, се решаваат сите овие работи континуирано. Факт е дека се уште постои, тоа се гледа и низ Скопје, но и низ другите градови, камионската продажба. Таа особено се интензивира во есенските периоди од годината. Ние се надеваме дека и особено сега со формирањето на оваа комора на трговци на тезги зелени пазари во Македонија и со учество на закупци од големите градови низ републиката, се надеваме дека тие активности ќе бидат уште поинтензивни и ќе работиме на намалување на таа сива економија и нелојална конкуренција, бидејќи освен што станува збор за сива економија, тие се и сериозна нелојална конкуренција, бидејќи не плаќаат ништо. Чисто за ваша информација, вие знаете, низ годините сме правеле на оваа тема и неколку пати пресконференции. Од 2008 година Стопанската комора на Македонија преку групацијата на пазари е во интензивни и активни преговори со надлежните државни институции да се донесе тој закон за трговија на зелени пазари. Би сакала да ви информирам дека во регионот ние сме прва земја која што го има
дефинирано работењето на зелените пазари преку ваков конкретен закон, бидејќи нашата комуникација и соработка со пазарите од регионот покажува дека освен што нивната дејност е регулирана во рамки на Законот за комунални дејности, конкретно работењето на зелените пазари се уште во ниту една земја не е дефинирано онака како што ние сега го дефинираме во овој закон, иако факт е дека овој закон бара се уште да бидат донесени одредени подзаконски акти за да може и реално да профункционираат правата и обврските на трговците на зелените пазари. Поефикасно спроведување на донесениот закон за трговија на зелените пазари, кој се уште е во фаза на имплементација, значи комората треба да добие овластувања за издавање на лиценци. Значи претходно имавме една пресконференција на таа тема. Значи со новиот закон се регулира работењето на корисниците на зелените пазари. Значи генерално со тоа што прво секој учесник, односно корисник на продажно место на зелените пазари мора да поседува лиценца со која што децидно ќе биде, значи, одредено со која дејност ќе се бави, значи што ќе продава на самото продажно место, ќе биде регулирана, значи, и стаж, пензискиот стаж и здравственото осигурување на самите корисници, што досега не беше случај. Тоа е во фаза на преговори, разговори, значи во рамки на институциите на државата, значи Министерството за економија, Министерството за труд и социјална, комората ќе има таа задача да одреди, значи кој е тој процент што корисниците ќе треба да одвојуваат за да бидат здравствено и пензиско осигурани, значи од цело време на нивното работење. И со тоа ќе се сузбие сивата економија, значи присутна во државата, и секој корисник ќе биде регистриран, значи и ќе има сите права и обврски од државата спрема него, но и тој исто така ќе ги има обврските кон државата, значи за одредени давачки.